7 улици во Куманово се опфатени со планот за одржување на јавните патишта во општината за 2023 година, кој што беше усвоен на последната седница на Советот. За санација и крпење на дупки на патиштата минатата година беа одвоени 20 милиони денари од општинскиот буџет. Делумна реконструкција беше извршена на 9 улици. Годинава ќе бидат санирани 2 улици помалку од лани. Ќе гласаме за улици кои се предвидени во 2023 година да бидат реконструирани, односно гребени. Тоа е дел од булевар Трета МУП, дел од улица Христијан Тодоровски Карпош, улица Киро Антевски, улица Михајло Пупин, улица Егејска Македонија, улица Николов Вапцаров и улица Студена вода и краци во село Добршане. Барам ако може во предлог план за одржување на јавни патишта во Општина Куманово за 2023 година, ако може да биде додадена улицата Франц Розман за реконструкција. И мислам дека веќе и запознаен раководителот, повеќе пати наназад му имам кажано, ако може да влезе во овој план. Вашето барање за вклопување на улица Франц Розман во оваа програма не е можно од причини што овдека се работи исклучиво за санација или менување на одредени поголеми платна. Франц Розман треба целосно да се реконструира, за таков еден проект е потребно да се направи проект за реконструкција. Ние како сектор ќе земеме обврска да нарачаме проектна документација и во наредниот период истата ќе биде вградена во нашата програма. Не се работи за реконструкција на цела улица, него за платно, за еден дел. Има пропаднат асфалт и се собира вода. Доколку се оштетувања од помал обем, значи ќе излезат стручните служби, ќе ја констатираат фактичка состојба, бидејќи ние имаме и дополнителни средства, не се сите распределени, од останатите ќе ги санираме ударните дупки за кои вие зборувате. Во 2022 година делумно беа реконструирани улиците Јане Сандански, Трајко Јовановски, Тане Георгиев, Жикица Јовановиќ, Шпанац, Васил Антевски, Сава Ковачевиќ, Драган Стопаревиќ, Титова Митровачка и Тоде Мендол.